Јавното предпријатие, која во април оваа година се најде на прагот на стечај, успеа да ги исплати платите на вработените и да врши редовна исплата во текот на 2013 година и да го врати финансиското и здравственото осигурување за сите вработени. Оваа предпријатие инвестираше 4 милиони денари во механизација, а прекина 2 договори за закуп на 2 камиони во износ од 5000 евра месечно, кои беа договорени за вршење услуги кои денеска ги врши самото предпријатие. Успеавме да го одржиме во редовна состојба системот за водоснабдување, поправајќи 675 дефекти во текот на 2013 година и го вративме изгубениот проект од КФВ банката, проект кој ќе се имплементира наредните години. Исто така го саниравме патот кон депонијата Русино во должина од 5 километри и истиот е покриен со песок. Како што веќе знаете, исто така, меѓу другото, во буџетот 2014 година се предвидени средства и за градење на транзитниот центар за сметот, кој е исто така еден од проблемите на Тетово. Главниот проблем за градот, проектот за Тетовскиот водовод, веќе се наоѓа во владиниот буџет 2014 со проекција за 2015 година. Додека ние обезбедивме 1.600.000 евра од Европската банка за инвестиција за средување на пречистителната станица, додека од буџетот 2014 година предвидуваме 17 милиони денари за изработка на генералниот урбанистички план и деталните урбанистички планови.